Децата трпат најголеми последици од загадувањето на воздухот. Тие се многу поосетливи на ПМ10 частичките. При тоа, доаѓа до ослабување на капацитетот на белите дробови кај децата со послаб имунитет. Докторите со препорака: но родителите да знаат да своите дечиња не ги изнесуваат кога ќе дојде оној пикот на загадување надвор, баш во тој период, се препорачува посета на високи места, на повисоки места каде концентрацијата на кислородот е доста зголемена, да на некој начин се врши и физиолошка прочистување на самото белодробие и присуството на дечињата во, да кажеме, во една прочистена просторија. Сега сме сведоци дека доста отиде напред технологијата, дека имаме и прочистувачи кои што можат секако да помогнат во избегнување или на некој начин отстранување на голем дел од тие ПМ10 частички во воздухот. Првиот човек на детската амбасада Меѓаши алармира дека може да дојде и до бојкот на наставата, доколку државата сериозно не се зафати со решавање на овој проблем. Змијанат со апел до меѓународната заедница. Ако навистина сериозно меѓународната заедница е загрижена за иднината на Република Македонија и низините граѓани, дојдено е клучно време да ги притиснат донесувачите на одлуки, факторите кои веројатно во одредени ситуации толерираат големи загадувачи и висок профит, да ни ги спасат животите. Ако веќе децата се во прашање, за децата кога се во прашање имаме консензус. И тука немаме толеранција, нулта толеранција за загадувачите и нулта толеранција кон корумпираните структури кои за сметка на нашето здравје остваруваат профит. Ако намалувањето на загадувањето е државен приоритет, тогаш издвојување на само 0,6% од буџетот за оваа намена не се доволни, сметаат од Сдруженијето Радар. Бараме владата да биде транспарентна во своето работење и барем еднаш неделно да ги информира граѓаните што е тоа што конкретно превзема за намалување на загадувањето и активирање нормално на целокупното население во борба против аерозагадувањето, меѓутоа и искористување на расположливите капацитети кои што постојат на територија на Република Македонија, активирање на инспекторите, активирање на целото она знаење што се наоѓа и во бизнес секторот. Бројките покажуваат дека годишно во Македонија над 1300 лица умираат поради загадувањето. Само за лекување од последиците се трошат околу 300 милиони евра.